Слава ти, Господи Исусе Христе, зборувај утрово низ мене и за секогаш, Исус. Биди свесен, имај го тоа сознание дека Исус живее во тебе. Дали му го даваш просторот во твоето срце? Ако Исус живее во тебе, тој што е во тебе е посилен од тој што е надвор од тебе. И што и да се случува, држи се до Исус, остани во Исус, дај му простор на Исус, нели кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе зборувате, духот на вашиот Отец ќе зборува низ вас, кажи: татко, помогни ми како да реагирам во овој случај. Но не значи да му дадеш на сатаната да те оттргне од Исус. Имаш сила и право да го кажеш тоа што Исус му го кажа на Петар. Предходно му рече: на тој камен ќе ја изградам црквата, кога му рече духот ми каже дека си ти син на Семокниот Отец. А потоа кога го спречуваше да се оствари Божјата волја, Исус му кажа: бегај од мене, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Можеш секому да му го кажеш тоа. На секој сатански сотрудник да му кажеш ти, како Исусов сотрудник: бегај од мене, сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Остануваш да го љубиш, но ако те тера на блудство, му велиш не за сатаната и смртта, отстапи од мене, јас му припаѓам на Исус. Кога ќе сакаш да се покаеш или да те донесам пред нозете Исусови, тогаш ќе разговараме. Се разбира, ние често имаме луѓе во соседството, на работа, дома, кои се неверници. Можеш да ја употребиш силата на духот, авторитетот на Исус, да им се спротиставиш, да им кажеш: Исус да те укори, јас му припаѓам на Исус, отстапи од мене, бегај од мене, сатано. И ако го кажеш тоа во сила, демоните кај сотрудникот Исусов, односно кај сотрудникот сатански кој сака да те оттргне од Исус, ќе збеснат и ќе се исплашат. Тој што е во мене, Исус е поголем од оној што е надвор од мене, од паднатиот сатанас. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Ах, колку си не возљубил, Татко небесен.